заменик министерот, 21 е земен кредит од 46 милиони евра и одобрен, имаме проект за тоа, и 4 милиони евра за грант за изградба на 3 откупни центри и плюс 80 милиони евра за водоснабдување и ветено од страна на СДСМ. Имаме 0% реализација на сето тоа. За да имаме квалитетен ориз, треба да имаме постојано водоснабдување. Водоснабдителните системи во Република Македонија ниту се чепнати во последнија години, ниту па некој го интересирало досега во каква состојба се, и токму затоа е намален процентот на рандман, како и да се викаше стручно ова што се издвојува од оризовата арпа. И да, последниве години се движи за жал помеѓу 35 и 40%, меѓутоа она што Министерство во моментов можеше да го понуди во еден договор со земјоделците, со оризопроизводителите, пред 2 недели договори откуп на цена од 35 денари за 40% влажност или рандманот на оризовата арпа, а за оние кои што се движат околу 50% е околу 40 денари откупната цена. Дали е малку? Да. Меѓутоа, еве има проекти кои што ќе бидат финансирани и каде што секој кој што е заинтересиран поголем откупувач или оризопроизводител ќе може да учествува во изградба на такви откупни центри. Дополнително една работа беше донесена во договор со земјоделците, со оризопроизводителите, да тие сами можат да одберат опција каде сакаат да однесат мостри од својот производ, за самите да се уверат во квалитетот на оризот. За жал ќе констатирам, оваа година навистина е лош квалитетот на оризот, меѓутоа тоа е што може да се направи како инстантно решение. Има предвидено средства и за обнова на водоснабдителни системи. Се надевам дека за многу брзо повторно Кочанската котлина ќе произведува квалитетен ориз на кој што сме навикнати. Благодарам.